Господине Ѓуров, што денес најмногу ја кочи продуктивноста на македонските компании? Ако ги прашате собствениците, ќе кажат работниците, но тоа што ние го правиме преку диагностиката, лоцираме дека покрај другите предизвици, еден од главните предизвици е што нема јасен фокус, нема јасни задачи, нема јасно дефинирани процедури, нема доволно усогласеност меѓу тимовите и во обидот да се направат работите, вообичаено се прават напред-назад, се троши време, се прави нешто, па се враќаме од почеток и на крај добиваме продукт за кој што се потрошило многу време. Кои се најчестите предизвици со кои што се соочуваат македонските компании во однос на мотивирање на вработените? Првиот и главен предизвик е што фокусот се верува дека само со платата може да се мотивираат вработените. Дефинитивно платата е важна, но таа се смета за хигиенски фактор. Даваме плата до одредено ниво и потоа таа не функционира. Еден од главните демотиватори што причинува незадоволство е непрепознавањето на трудот. Вообичаено во компаниите има луѓе што многу работат, некои што не толку работат, но изедначувањето и нејасно поделувањето на кои се тие што придонесуваат и за разлика од другите прави демотивација. Вообичаено недавањето на фидбек на луѓето дека нешто добро направиле и исто така немањето на можност за развој. Кога некој работи, покрај тоа што работи за да земе плата, сака да се реализира, да се надополни, да има можност да направи нешто плюс. Што покажува вашето досегашно искуство, односно што треба да преземат компаниите со цел да ја зголемат мотивацијата кај нивните вработени? Прво е редовен фидбек за тоа што е сработено, редовен и асертивен фидбек за да луѓето јасно знаат што прават. Добро лидерство, значи лидерите да се луѓе кои што ќе изградат релација со луѓето, ќе ги водат, ќе се поврзат со нив и давање на можности за развој. Да на луѓето има јасен кариерниот пат. Ако ова го направам, што е следното ниво, со тоа и е јасно дека ќе добием плюс и обврски, но и финансија, на таков начин и компанијата ќе добие понезависен вработен, кој што повеќе ќе придонесува. Ги споменавте лидерите. Колку е важна организацијската култура во една компанија за зголемување на нејзината продуктивност? Организацијската култура е нов концепт во македонските компании, но интересно да се напомене дека е нешто што на светско ниво или во теоријата за организацијско однесување се дава голема важност. Тоа е, како што вика Питер Дракер, невидливото чудовиште кое што во основа ги јаде стратегијата и плановите за доручек и ручек и се останато за вечера. Значи културата е начинот на кој што луѓето се однесуваат или научиле едни од други како да се однесуваат. За жал е нов концепт кај нас, меѓутоа работењето на директна промена на културата прави компаниите и луѓето внатре да се однесуваат на различен начин. Тоа е поедноставено кажано, кога нас ќе кажат таков ни е менталитетот. Зошто така се однесуваме менталитетот? Па секоја компанија има свој менталитет. Кога ќе се изгради менталитетот правилно, да луѓето се грижливи, внимателни, фокусирани, одговорни, се обидуваат да ги завршат работите најбрзо можно, најефикасно со тимска работа, всушност ние програмираме однесување. А во основа организацијската култура е сенка на лидерот. Како лидерот се однесува, какви одлуки носи, така луѓето пресликуваат и го преземаат тоа во однесувањето. Што треба да направи еден лидер според вас кога ќе забележи одреден пат на мотивацијата или пак конфликт кај вработените? Прво да не брза со одлуки што треба да биде направено, да слуша внимателно, да разбере од каде иде демотивацијата. Многу е важно да разликуваме симптом од диагноза. Може пад на мотивација да има заради различни причини. Ниска плата, лоши односи, недобар однос од раководителот, лоши услови за работа. И кога ќе се открие каде е причината, дури тогаш да се преземат акции. Значи да не се брза со брзи решенија, туку да се открие од каде иде и на тоа да се стави фокус. Она што е интересно за нашето подневие е што ние на конфликтите гледаме како на нешто негативно. Ако има различно мислење, ако има поинаков став, ако се отвори дискусија, значи некој тука тера инат. А во основа теоријата и организацијското однесување покажува дека кога некој искажува различно мислење, тој размислува. Тој сака да каже став, тој сака да каже дека може поинако. Така да првично е важно лидерите да ги прифатат конфликтите како можност преку која што низ дискусија ќе може да се подобри одлуката. Но тоа воопшто не е лесно, затоа што кога има конфликт има емоции,
секој се држи својата страна, менаџерот мисли дека е во право, треба да попушти, па како да попушти да не му падне авторитетот. Значи една сосема различна динамика, но она што е важно да знаат дека без конфликти нема напредок. Дури кинезите имат еден интересен знак за конфликтот кој што се толкува на два начини, како опасност и како можност. Јас ги охрабрувам македонските менаџери и лидери да гледат на конфликтите како на можност да дознаат што мислат луѓето. И преку тој заеднички диалог да се смисли ново решение што ќе биде поадекватно. Вообичаено од озгора работите изгледаат многу поедноставни него од оздола и добро е да се спои мислењето и стратегијата на лидерството со мислењето на луѓето под себе и заедно да искреираме нешто што во пракса ќе даде резултат. И да го поврземе и со мотивацијата. Сосема различно е кога правиш нешто што дошло од тебе. Ти си го предложил, а сосема различно е кога го правиш зашто некој ти рекол да го правиш. Така да една од алатките за мотивација да успееме предлозите на луѓето да ги вградиме во решенијата, без разлика што првично се различни, и така да создадеме нивна вклученост, нивно идентификување со задачите и нивна поголема мотивација. Се минува ли во последниве години концептот на лидерство во компаниите? Дали традиционалниот модел на менаџер е веќе надминат? Не е надминат, ама има тенденција за надминување. Најголем причинител за тоа се новите генерации, кои што едноставно не трпат авторитет затоа што јас сум шеф. Бараат поинаков пристап, бараат поврзување, бараат смисла, бараат некој да ги води, не се подчинуваат само колку да се подчинат. И тоа води до тоа да раководителите мора да учат поинако да работат. Да работат не од позиција на авторитет, јас ќе ти кажам ти мора да извршуваш, туку како да се поврземе, да се разбереме, да те разберам, да ги прилагодам работите на тебе и од тука заедно да ко-креираме. Колку лидерите на компаниите имаат слух за да чујат со какви проблеми се соочуваат и да ги имплементираат мерките кои што би ги предложиле со цел подобрување на процесот на работа? Зависи колку време се во мака. Тие што се подолго во мака и се соочиле со тоа дека таквиот стар пристап донело до тоа да падне мотивација, квалитетни луѓе си заминат и немаат каде, побрзо се отвараат. Тие што повикуваат консултантство или обуки затоа што сите прават тимбилдинзи и ефенси да правиме тимбилдинзи, вообичаено не слушаат фидбек. Меѓутоа, кога ќе дојдат до мака, разбираат дека тука нешто не функционира. Ако има голема обрт на луѓето си заминуваат, не можеме да ги задржиме, а гледаме кога ќе отидат во конкурентски фирми, таму остануваат, веројатно има проблем кај нас. Во исто време е тешко да си лидер кој што ја донел компанијата до некаде и во еден момент да сватиш дека твојот начин на работење веќе не функционира. Но мој апел е што побрзо освестат дека времињата се менуваат, луѓето се менуваат, дека ќе мора и лидерството да се менува. Каква улога во иднина ќе има технологијата и вештачката интелигенција за подигнување на продуктивноста на компаниите? Ќе игра значајна улога заради тоа што репетитивните задачи, тоа што може да се прави преку вештачка интелигенција ќе се прави многу побрзо. Затоа што денеска се подигнуваат ботови за разни основи, дури на ниво на комуникација со клиенти, но никогаш нема да може да ги замени луѓето, затоа што луѓето се креативни, може да смислуваат нови работи многу повеќе од контекст. Така да јас во иднината гледам дека ќе се случи супер синергија меѓу луѓето и машините и artificial intelligence и роботите, но важно е дел од луѓето да сватат дека мора да направат преквалификација. Основните работи ќе ги прави вештачката интелигенција, ама луѓето нема да останат без работа, само треба да се преквалификуваат зашто ќе излезат нови задачи. И охрабрувам повеќе да ја користиме затоа што навистина може да ни помогне на нас луѓето да се ослободиме од некакви репетитивни задачи. Може ли да споделите одреден позитивен пример кога од вас било побарано да направите одредена диагностика на компанијата со цел нејзин развој и зголемување на мотивацијата и продуктивноста кај вработените? Има различни типови на консултантство. Има консултантство кое што се вклучува заради проблеми и консултантство што се случува заради напредок. Например, имаме фирми во кои што сме повикани затоа што компанијата има раст и главниот извршен директор гледа дека он не може да се посвети на стратешки задачи. Таму, например, е
компанија која што сега во моментот е број 1 на пазарот во својата индустрија, а тогаш не беше. Освестија дека порасна и дека менаџерот во еден момент седнува и преговара со светски дистрибутер за продуктите што они ги продаваат, а во истиот момент му се јавуваат од сервисниот центар и го прашуваат за некакви основни работи. Дека се јас во еден момент носам одлука од 1000 евра за некои 50 евра и свати дека треба да се воведе middle management, среден менеджмент и тоа беше успешно направено. Интересни се компаниите кога од мали стануваат средни, кога еден предприемач работел и бил се и разговарал со сите, одеднаш тоа толку многу пораснува што не може да го контролира, ама нема опис на работни места, нема процедури, нема дефинирани улоги и тогаш влегуваат консултантите да тоа го постават и одеднаш таа компанија од мала станува средна, ама веќе менаџерот може да се посвети на други задачи. Интересни се ситуации кога се решаваат конфликти меѓу вработени. Така, вообичаено не викаат ајде направите обука за конфликт менеджмент, ама ние не сакаме одма да работиме тоа што ќе ни се каже, туку истражуваме и забележуваме дека многу пати конфликтите не се на лична основа. Туку има недостаток, недоволно организиран процес, не е јасно кој што работи, па тие почнуваат на лична основа да мислат дека некој некого мести. Или лидерот нема доволно вештини за стрес менеджмент, па вика, па создава тензија, па луѓето ја префрла тензијата меѓу себе. Така да има различни примери кај што и убаво е да се види како секоја компанија е уникатна. Прво се прави диагностика на состојбата и од таму каде што е се применуваат различни типови на решенија, исто како на доктор. Глава може да ве боли од било што, ама ако не диагностицираат од што, може да ви дадат лекови, а да не го даде ефектот. Ви благодарам за издвоеното време. Фала и на вас.